Благодарам, колега Ташев. Мило ми е што сте меѓу граѓаните, меѓутоа, иако граѓаните веќе тоа воопшто не го кажуваат токму спротивното. Меѓутоа, од кога вие и господинот преседавач почнавте да ги браните лозарите, цената пониско не може да биде од оваа година. Значи, најниската цена на лозието, на грозието ја имаме токму оваа година. Година кога треба да се прогласи за елементарна непогода. Кога лозарите треба да добијат 45.000 денари по хектар, заради тоа што е елементарна непогода. А елементарна непогода е заради тоа што водостопанство тиквеш не си ја заврши својата работа. Каналите останаа празни, лозијата не беа поливани, родот е 3-кратно, 4-кратно намален. И немојте со денар или два по килограм откупено грозие. Кога луѓето и до година, да, кога ќе биде, тоа е плюс. Кога луѓето наместо 20-30 тона даваа по 5-6 тони. Затоа бараат да се прогласи елементарна непогода и 45.000 по хектар. Спомнавте прежеска, нема време да ви одговорам, преседавачот ме прекина тука. Работеле градежништвото во Македонија работело. Кои фирми работат? Вашите? На врхушката на власт, да не речам на премиерот Заев? Па на вице се типа. Значи, колега Ташев, 800 работници се испуштени само од градежната фирма Гранит. Од тие 850 се од Неготино, не дојдоа да ви се пожалат, да ви кажат, па толку имат верба во вас. Не збориме за Неготино.